Добре дојдовте. Уште во една наша емисија, вашиот пратеник во која. И оставаме политиката на страна и народните избраници ги запознаваме од една поинаква лична и човечка перспектива. Пратениците најчесто ги гледаме зад собраниската говорница, во дебати, расправи и носење важни одлуки. Но, зад функцијата и политичката сцена стојат луѓе со своји навики, семејства, интереси, предизвици и приказни што ретко имаат можност да ги споделат со јавноста. Во денешното интервју со пратеникот Малиша Станковиќ те разговараме за секојдневието, животот надвор од собранието, за личните вредности, слободното време, хоби, семејство и искуствата што го обликувале како личност. Пратениче Станковиќ, добре дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов, благодарам на поканата, еве за прв пат во вашето студио, навистина се чувствувам пријатно. Да. Значи, вообичаено прашуваме, вие сте магистар по трудово право. Имате завршено на правниот факултет во Скопје Кирил и Методи. И секако пред да станете пратеник, нешто сте работела во животот, нели? Така. Што е тоа што работевте? Па вака, пред да станам пратеник, бев вклучен активно во меѓународните организации и во граѓанските движења во Македонија, така да моето прво работно место беше во невладина организација. Меѓутоа, бидејќи поривот ми беше право, беше поврзано со изработка на закони, помош при изработка на закони во тој период од државата, бидејќи тогаш и требаше да се согласи државата со сите оние меѓународни акти, односно се согласиме со законодавството на Европската унија. Подоцна од 2006 година веќе вработен во град Скопје, каде што раководев со човечките ресурси до 2009 некаде крајот, па веќе од крајот на 2009 државен советник за меѓународна соработка и ЕУ во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Таму бев одговорен за МПА програмата, односно повторно на усогласувањето на европското законодавство со македонското законодавство и транспонирањето на европските закони во македонските закони. Тоа ми беше главна работна задача до тој период. До ден денеска, пред да станам пратеник, повторно сум веќе исто така на истата работна позиција во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова е ваш втор пратенички мандат. Така. Првиот мандат беше, пред малку разговаравме, од 2011 до 2014 година. И ова ви е сега втор. Втор мандат. Од каде е овој интерес за политиката? Па да ви кажам, интерес за политиката. И од кога? Па од најраните години, да речеме уште во средно училиште, тогаш беше актуелна политиката со сите оние стари политичари кои што постојано се вртеа по малите екрани и нормално такав беше еден временски период во кој што сите младите беа побунтовни и денеска се бунтовни, но тогаш особено сака да направат одредени промени. Го фатив оној период на транзиција, ние сме генерации кои што растели во бивша Југославија, па се осамостои Македонија, така да поривот за политиката протекна од таму и уште од најмлади години се вклучив активно во политичката партија од која што доаѓам, Социјалистичката партија на Македонија, и таму ги поминав сите инстанции, од член на младинската организација до председател на млади социјалисти на Македонија, па сега до извршување на сите високи функции кои што понатаму низ текот на кариерата ги извршував на позицијата во политичката партија. Општествено, еве, втор пратенички мандат, се додека имаме подршка од граѓаните од политичката партија, би извршувале оваа работна задача. Така, но вака сега без подршка од семејството никако не ќе може да ги извршувате сите оние работи, сите оние функции. Имате сопруга, имате две прекрасни девојчиња. Најголемите критичари доаѓаат од женската страна, нели? Апсолутно, така е. Окружени сте со жени. Со жени, така. Кој е најголемиот критичар и поддржувач на вашата кариера вака политичка? Па морам да кажам дека и сопругата и ќерките се поддржувачи на кариерата. Особено, еве вака, и најголеми критичари се разбира, особено ќерките, бидејќи знаат вака да изгледаат некоја емисија. Вообичаено морам да кажам дека не ги следат сите настапи, на малечки се, не го следат собранието толку често, но оние настапи телевизиски ги следат и знаат да искритикуваат
нели вака беше облечен, така стоеше, немој вака да кажеш. Критички се настроени, но секако тоа вака ми годи. Сакам да слушнам мислење пред со семејството, бидејќи човек е најзаштитен во семејството. Тие се реални критичари, најобјективни критичари, но и најголеми поддржувачи. Без поддршката на семејството не би биле никако личности, но и секако не би биле на овие работни позиции на кои што сме во моментот. Јавноста, не знам колку знае, вие сте скопјанец, родени во Скопје. Скопје, нели знаеме, тоа е нашата метропола. Значи, град на соживот, на различни религии, на социјален живот, малце може би поголем. Што најмногу влијаеше? Дали средината во која живеевте влијаеше да ве обликува во ваква личност? Апсолутно. Најголемо влијание има средината. Јас сум роден во населбата Црниче, во Кисела Вода. Таму се школував и средното училиште го завршив во економско-правното училиште Васил Антевски Дрен, исто така во Кисела Вода. Така да целокупното обкружување, целокупната средина многу влијаат врз градењето на една личност. Знаете, повторно ќе кажам, можеби најголемо градење на личноста и најголем печат на воопшто на карактерот на личноста, не само што го гради средината, туку и во времето во кое живеевме. Повторно ќе кажам, оној транзиционен период многу влијаеше. Сметам дека тогаш се изградија навистина едни, ајде условно да кажеме, подсврсти генерации кои што го градеа на тој начин карактерот и сметам дека многу влијаеше во нашиот начин на борење, нашиот начин на изразување, нашиот начин на представување во јавноста токму тој период. Борбеноста протекна од таму, но и афинитетите кои што ги имавме за да постигнеме нешто повеќе да допринесеме кон самото општество, повеќе да допринесеме кон работните места во кои што ги извршуваме, дали се тоа на работа, дали се тоа политичките кариери и слично, сметам дека тој период во кој што растевме како генерации многу влијаеше, а Скопје, убаво кажавте, конгломерат на во цела Македонија луѓе тука доаѓаат, сите националности, сите вери, сите религии, сметам дека одликата на севкупното македонско општество можеме да видиме токму во Скопје. Тоа е сликата на Македонија. Пратениче Станковиќ, значи, сепак сме ние една собранија овдека, една политичка институција, вие сте пратеник, повторно ќе се наврата малце на политиката. Политиката е јавна професија. Така е. Отворена, мислам, граѓаните гледаат, никој ве фалат, никој ве критикуваат. Така е. Сакам да ве прашам, како се справувате вие со критиките, да кажеме? Останувате ли доследен на своите принципи? Па се обидуваме да останеме доследни на своите принципи. Сметам дека одликата на еден политичар треба да биде таа, да се остане доследен на она што се зборува и да гледаме да го колку е возможно да ги исполниме очекувањата на граѓаните, односно да ги исполниме она што сме го ветиле пред граѓаните. Настојувам тоа да биде мојот принцип на работа. Што се однесува до критиките, видете, ние прифаќаме дека ќе имаме различни мислења. Впрочем, демократијата се темели на различните мислења. Ќе постојат граѓани кои што по ниту една цена нема да ве поддржат. И нормално е. Ако видите и во политиката, ако доаѓате од левиот блок, јас сум социјалиста, нормално е дека ќе имате и политички партии кои што се концентар од повеќе обкружени, кои што нема да ја поддржуваат вашата политика или вашето поимнување на политиката. Нормално тоа се одразува и врз граѓаните. Така да ги следиме критиките, се што е објективна критика гледаме да го смениме, сите оние критики кои што се пак необјективни или критики кои што се темелат на различни политички идеологии ги прифаќаме како нормален демократски импулс во едно општество. Така да секоја критика е добродојдена и би сакале, јас лично ги читам критиките кои што ќе дојдат на нашите јавни Facebook профили или слично, но и ги слушаме од граѓаните кои ќе дојдат и се што е објективно гледаме да примениме, односно да се подобриме колку што е можно повеќе. Така да критиките се прифатени, а секако сите оние кои што се пак пофалби исто така гледаме да ни пријаат и би сакале да ги слушнеме што е можно повеќе. Тие ни се репер дека се движиме во вистинската насока. Сега за сега сметам дека е во ред и дека како држава се движиме во вистинската насока и дека ги исполнуваме политиките и ветувањата кои што ги дадовме пред луѓаните.
Пратениче Станковиќ, секако дека како народен избраник членувате и деловникот тоа го наложува да се членува во повеќе работни тела, за да може пратеникот повеќе да придонесе во својата активност овде во собранието. Член сте во комисиите за економски прашања, труд и енергетска политика, за земјоделство, шумарство и водостопанство, за надворешна политика и надворешна трговија, за политички систем и односи меѓу заедниците, законодавно-правната комисија, заменик член сте во комисиите за следење на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници и за европски прашања. Но не е само тоа, член сте и на пратенички групи за соработка со парламентите на Ирска, Унгарија, Велика Британија, Северна Ирска и со парламентот на Црна Гора. Каде се пронаоѓате најмногу во сите овие членства, во овие работни тела? Видете, професионално би требало највеќе да се пронајдам во земјоделие во законодавно-правната комисија, бидејќи таа материја покривам подолго временски период. Меѓутоа, еве да бидам искрен, мене највеќе ми лежи комисијата за политички системи и комисијата за економски прашања, бидејќи таа материја па професионално претходно во делот на образованието највеќе имам следено. Сметам дека таму давам најголем допринос. Така да комисиите и при делењето во собранието, односно при ставањето на членовите на пратениците во собранието, се гледаат нивните афинитети и она што највеќе им лежи. Така да сметам дека сум на вистинското место и во вистинските комисии. Ако би одбрал комисијата за економски прашања и комисијата за политички систем. Така, пратениците се делегирани од граѓаните овде во собранието. И затоа, според деловникот, секој пратеник овде во петок, секој петок треба да се среќаваат со граѓаните. Но работата на пратениците не е само во петок да се среќаваат со граѓаните, туку секојдневно. На овие средби, што најмногу бараат граѓаните? Видете, граѓаните на овие средби, бидејќи убаво кажавте, тие се секојдневно, не само во петок, на овие средби највеќе ги засегаат личните проблеми кои што ги имаат, односно проблемите на локално ниво кои што највеќе ги тиштат. Меѓутоа, сметам дека јас највеќе гледам да се посветам на оние граѓани кои што имаат генерален некој централен проблем. При тоа би кажал дека функционирањето на институциите е можеби нешто што граѓаните највеќе го посочуваат како недостаток во нашето општество. Долговременски период институциите или не работеа како што треба, или функционираа не во својот полн капацитет, и во овој временски период би кажал дека основната задача наша, а и јас за тоа највеќе би се залагал, е да направиме да профункционираат сите они институции кои што ги имаме формирано во својот полн капацитет, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните. Пратеникот треба да биде запаметен од граѓаните по ништо. Што би сакале граѓаните најмногу да бе паметат, со оглед на тоа дека неминовно еден ден пратеничката функција да заврши? Така е. Па еве, јас би сакал да ме запаметат по тоа, по реалноста. Значи, покажувањето и говорењето на вистината. Сметам дека секој граѓанин треба да ги знае и добрите и лошите страни од донасањето на некое законско решение или од преминувањето на некој генерален државен потек кој што ќе се направи. Така да сметам дека граѓаните, односно јас би сакал барем граѓаните да ме запомнат по тоа, по говорењето на вистината, бидејќи во генерално важи едно правило дека политичарите не ја зборуваат вистината. Јас не би сакал тоа правило да важи и за мене. Еве, ако бирам по што би сакал да ме запомнат, би сакал да ме запомнат по тоа. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата.